90% од градежните работи на делницата се завршени. Сега се поставуваат сообраќајната сигнализација и банкините. Со министерот Бочварски и со директорот Рустеми разговаравме и очекувам дека за околу месец дена ќе можеме да дојдеме повторно тука и да видиме готов, отворен и функционален пат. Верувам дека сите овде присутни напорно работат на завршните работи и затоа ќе си дозволам уште сега да ве поканам сите вас на пуштањето во употреба на делницата Плетвар, важна секција во должина од 19 км, која е значајна бидејќи е дел од главниот магистрален пат во цела Пелагонија. Ова е практично продолжување на новиот експресен пат од Грацко до Плетвар. Оваа делница, но и целиот овој зафат, односно реконструкцијата која што се реализира со помош на ЕБОР во вредност од над 4 милиони евра, значи модернизација на коридорот 10D и поврзување со Република Грција кај граничниот премин Меджитлија. Тоа значи и отворени можности за развој на стопанството во целиот Пелагониски регион. Сакаме да го потенцираме значењето на овој патен правец на превојот Плетвар како единствена врска од централниот дел на државата кон Пелагонискиот регион. Рехабилитацијата на превојот Плетвар е во завршна фаза и очекувам дека во првата половина од месец декември ќе биде комплетно завршен со завршување на заштитните огради и хоризонталната и вертикална сигнализација. Би сакал да потенцирам уште еден аспект во делот на изградбата и рехабилитацијата на патиштата, а тоа е безбедноста на патиштата и безбедноста на граѓаните кои ги користат. Посебно на оваа делница е зголемена безбедноста со поставување на заштитни огради во должина од 17 км, а претходно заштитните огради овде беа со должина од 6 км. Ме радува фактот што и силно се работи на двете фази на експресниот пат од Грацко кон Дреново и од Дреново до Фариш, проект кој што е исто така од исклучително важно значење за цел Пелагониски регион заради побрз транспорт и побезбеден и поквалитетен сообраќај. Би сакал да најавам дека во Министерството за транспорт и врски, заедно со јавното претпријатие за државни патишта, работиме на проектот за проширување на Плетвар на места каде што има две ленти. И тоа се вкупно 7 километри на патна врска, која што ќе биде проширена со трета лента и со тоа преку ИПА проектот кој што го имаме на располагање, очекуваме наскоро да биде распишан повик за проширување на тој дел од Плетвар каде што имаме две ленти. Она што е поважно е децениската потреба на жителите од Пелагонија, изградбата на автопатот Прилеп-Битола да биде приоритет, и тоа е ставен во приоритетите на владата на Република Северна Македонија, кој што е поблиску до реализација, и нашите очекувања се дека по завршувањето на преговорите помеѓу државата и Бехтел, дека ќе започне со реализација во текот на наредната година. Граѓаните кои гравитираат кон Прилеп и Бетола многу добро знаат дека овие 20 на километри се најтешките за возење, посебно во периодот каков што доаѓа, а тоа е зимата. Затоа преземавме градежни активности со цел полесно, побезбедно и посигурно патување. Пред една година отпочнавме со реабилитација на делницата Фариш-Прилеп во должина од 19 км, за што издвоивме средства со помош од ЕБОР во висина од над 4 милиони евра. Како што гледаме, работите се пред самиот финиш.